Почитувани представници на медиумите, добар ден. Заклучен со вчерашниот ден, 4 септември, во 24 часот, истече рокот за собирање потписи за поддршка на кандидатурите на групи избирачи, за листи на кандидати за градоначалници, како и за листи на кандидати за членови на советите. Потребниот број на потписи, заклучен со истекот на рокот, го собраа 27 листи на кандидати за градоначалник и 47 листи на кандидати за членови на советите. Потписи за листи на кандидати за градоначалник се собрани во 22 општини, и тоа во Битола, Брвеница, Валандово, Вевчани, Градско, Дебарца, Дојран, Зрновци, Кавадарци, Маврово и Ростуша, Македонски Брод, Могила, Неготино, Новаци, Охрид, Петровец, Пробештип, Радовиш, Ранковце, Центар, Чашка и Чучар Сандал. Потписи за листи на кандидати за членови на совет се собрани во 27 општини, и тоа во Битола, Богданци, Гевгелија, Градско, Дебарца, Дојран, Долнени, Зрновци, Кавадарци, Карбинци, Кичево, Кочани, Кривогаштани, Крушево, Маврово и Ростуша, Македонски Брод, Могила, Неготино, Новаци, Охрид, Петровец, Пробештип, Радовиш, Ранковце, Старо Нагоричане, Чучер Сандево и Штип. Подсетуваме дека рокот за поднесување на листи на кандидати за градоначалници и членови на советите истекува на 14 септември во 24 часот. Листите се поднесуваат до надлежните општински изборни комисии. Почнувајќи од вчера, на електронската апликација на избирачкиот список, покрај податоците за избирачкото место на кое гласаат, граѓаните можат да ја проверат и пристапноста на своето избирачко место. Овој дел од апликацијата содржи податоци за постоењето на паркинг места за лица со инвалидитет, потоа тротоари со спуштен рабник, пристапни рампи до гласачките објекти, ширината на ходниците и вратите и други информации кои се од помош, особено за гласачите со попреченост. Овие информации се достапни како резултат на заемната соработка помеѓу Државната изборна комисија, ИФЕС, Мисијата на ОПСЕ во Скопје, невладиниот сектор и Министерството за труд и социјална политика на проектот за проверка и проценка на пристапноста на избирачките места за лица со посебни потреби на целата територија на Република Македонија. Целосниот извештај од проектот ќе биде достапен во текот на наредната недела. Ги подсетуваме гласачите дека јавниот увид во избирачкиот список трае до 9 септември. Апелираме до тогаш гласачите да ги проверат своите податоци во електронската апликација на избирачкиот список или лично во подрачните оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија низ Македонија. Подрачните оделенија и канцеларии на ДИК се отворени секој ден до 19 часот, а на 9 септември ќе бидат отворени до 24 часот. Заклучно со денешниот ден, вкупно 18.804 граѓани извршиле увид лично во подрачните оделенија и канцеларии на ДИК. 14 решенија за запишување во избирачкиот список се донесени од страна на Државната изборна комисија, потоа 7 решенија за бришење од избирачкиот список и вкупно 19 решенија за промени на одредени податоци на граѓани во избирачкиот список. До денеска електронската апликација избирачки список ја посетиле вкупно 148.538 граѓани. Ви благодарам. Рокот за поднесување на листи на кандидати трае до 14 септември. До сега нема поднесено формално нито една листа на кандидати до општинските изборни комисии. Дали министерот Карабари може да се трката дека е министер за градоначалник? За Државната изборна комисија, како и за општинските изборни комисии, се уште нема ниту еден официјален кандидат. Откако ќе биде поднесена официјална кандидатура за кој било кандидат за градоначалник или член на совет, ќе можеме да коментираме за неспојивоста на функциите. Дали Државната изборна комисија ќе има собрано податоците сметки на колку општински изборни комисии им се блокирани сметките, односно колку од нив имаат недостаток на средства за да ги реализираат тотално.
Државната изборна комисија е во комуникација со ЗЕЛС, како и со Министерството за финансии по ова прашање. Побаравме официјален податок околу тоа на колку и на кои општини им се евентуално блокирани сметките и кои ќе имаат проблем при евентуално финансирање на општинските изборни комисии. До сега го немаме вкупниот податок, меѓутоа ние во текот на изминатата недела и во вчерашниот ден одржавме работилници за едукација на општинските изборни комисии. До сега општинските изборни комисии не пријавија никаков проблем во однос на финансирањето. Откако ќе ги имаме конкретните податоци, ќе се изнајде начин да бидат финансирани изборите во тие општини. Секако изборниот законник ја дава можноста во општините каде што постои таков недостаток, изборите да бидат финансирани од централниот буџет, така што ќе бидат покриени трошоците на тие општински изборни комисии. Очекувате да имате овој податок? Очекуваме во текот на неделава со оглед дека минатата недела е побарен податок.